мерките мора да се почитуваат, зашто здравјето ни е пред се на сите најбитно. Денеска почнуваме од Буво. Значи, Чучер Сандево посетите носителот на листа во избор на единица 2 Владо Мисајловски и да почнуваме тоа прекрасно место, кое што е синоним за обнова, бидејќи пред неколку години не беше во вакво светло, сега е обновен и изгледа одлично. Така да има со што да се пофалиме и ние од Чучер Сандево, иако сами си ги обновуваме работите, но сега доаѓа време кога заеднички треба да се истрчаат некои работи, да се извојува битка за подобар живот на сите во Република Македонија, но и во Чучер Сандево. Бидејќи овие 3 години не видовме ништо од актуелната власт. Ние како политичка партија и нашата коалиција, предводена од ВМРО-ДПМН за обнова на Македонија, сакаме да бидеме во постојана комуникација со граѓаните, ама на сите граѓани, не само на градските средини, туку и во руралните средини, бидејќи како партнери граѓаните секогаш не се добродојдени. Јас не би должил многу, би му дал збор на носителот на листа во изборна единица 2, освен тоа да ве повикам сите заедно на 15 јули да го дадете гласот за број 14, за обнова на Македонија, за коалицијата, предводена од ВМРО-ДПМН, но и од помалите политички партии, без разлика на која националност припаѓаат и македонци, срби, албанци, турци, на сите што живеат тука кај нас. Хвала многу. Здраво живо на сите, може ли да го поздравиме со една поздновиот празник? Малку скромен, но ја мислам дека набрзо ќе биде и пратеник и ги брани тука сите интереси ваши, се разбира. Фала на коалицијата, фала луѓе што сте со нас. Мислам дека направивме една солидна коалиција на цела Македонија, поготово тука. Се проширивме, мислам дека ќе имаме уште подобри резултати, но не е само тоа политички да биде, мислам дека треба да биде пред се човечки, да биде суштината подобар живот и да се сплотиме за многу вакви проекти. Како што слушнав, само граѓаните инвестирале во овој проект. Буквално Црна Гора само граѓаните. Буквално ова е обнова. Ова е обновата. Од нула почнале луѓето, сами се труделе, секој сам помагал. Господ е со храбрите, Господ е секогаш со ние со кој помагаат. Мене драго ми е што ме викнавте тука. Ја многу пати како дете сум доаѓав, имам родбини во овој крај. Се сеќавам многу моменти. Се надевам дека јасно име на граѓаните тука за кого треба да гласаат на 15 јули. Вие ве замолувам да ни помогнете сите да го расшириме гласот, дали сакаат да остане оваа власт или да има промени. Дали сакаат да остане они кои што велат дека можат повеќе, а видовме дека не можат ништо, или да има стварно обнова. Ако сме сплотени, ќе градиме вакви објекти, ќе градиме многу инфраструктура, капитални инвестиции, така натака, ќе правиме нови игралишта, нови улички или слично. Јас знам дека оваа општина е сиромашна, но има премногу убавини, има премногу земја и земјиште и може навистина да биде подобро. Здравје Боже, има и локални избори набрзо и таму ќе си го дадете својот глас, но добро е овие парламентарни избори да видиме колку сме сплотени тука во ова населено место за да направиме многу голем резултат, за да имате ветер во крп и да промените многу работи. Жално е што институциите не помагаат за многу проекти, но еве ќе земам слобода да кажам дека можеби во минатото малце е помогнато. Јас сеќавам дека многу пати тука сум дошол и како министер имало премногу капитални инвестиции во некои средини каде што можела централната власт да помогне, но овде се зависи од локалната власт, да бидем искрени. Но ние не сме тука да напаѓаме, тука сме за позитивни вести, за убави работи. Јас сакам да ви се благодарам во време на пандемија, се гледаме со маски на дистанца, доаѓате. Слушнав дека денеска бројката е навистина голема со нови заболени и починати. Ве замолувам да внимавате сите, да идеме кај граѓаните пред нивните дворови. Овде нема згради сепак, но да разговараме, секој нешто сака да не прими, да му покажеме нашата програма, да ги види нашите проекти и да ни даде глас. Можеби некој ќе се уплаши да поради целава пандемија, но долго сме заштитени со маски, со дистанца, со дезинфекција на секаде. Мислам дека голем број на граѓани ќе излезат. Ако излезат голем број на граѓани, верувајте дека ВМРО-ДПМН ќе направи огромна победа. Затоа ве мотивирам сите да помогнете овој пат и да се ослободиме Македонија од ова се што ни се случува последните години. Фала ви за убавото добре дојде, фала ви на сите што дојдовте и да победиме луѓе. Фала ви многу.
Јас да не должам многу, некој од вас ако сака да земе збор, да каже нешто, слободно повелете се пак ева пак отворена како мала трибина. Повелете, кој да сака. Ја би прашал само едно, као министер вака, ако победиме коцкава, дали еден пат ќе се реши? Само да ги информираме прво. Значи, ние Нашиот дел е направен од општината. ние дел направивме Да. од коцката. Сега вака ќе ви одговорам. Јас пред неколку години дојдов тука и граѓаните ми побараа да се реконструира регионалниот. Да. Сега да бидем искрени, дел е на град Скопје, дел е Дел е на регионален. Шутка, дел е на Чучер, сам дел, знаеш. Тој министер што беше вети го асфалтираш. А тоа бев јас. Дојдов тука и го реконструиравме цел. Но остана еден дел што не беше под ингеренции на Министерството за транспорт. И ја навистина не можев, законски основ нема. Но мислам дека се случи тоа за неколку месеци. Секам и вие бевте на таа средба, тие беа непредвидени средства. Јас ги ветив тука пред граѓаните, тоа го направив. Но потоа не смени. И од локално ниво, и од централно ниво. Се надевам дека набрзо тоа ќе се смени. Да се реши. Пак ја средиме целата коцка, инаку затоа и го направивме тој дел. Јас тогаш се сеќавам дојдов тука. Беше и у програма. 2018. Точно го 2018 ставивме остатокот од делот, да. точно, но не направивме Ама влада. изгубивме и затоа. Јас се сеќавам тука држев прес негде подоле кога завршивме, да, и Коце беше тогаш со мене. Сеќавам имав 40 температура и дојдов тука само за да кажем дека завршен проектот, но вредеше. Така сега да завршиме остатокот од она што останало, мислам дека дел е под Бутева и под град Скопје. Под Шуторизари. Да. Но може да се направи, може, уште Може. малце, но треба мислам дека и некои улички тука подхитно се направат, според мен. Наш Уште завршен проект ние се смеа многу луѓе жичара за граница. Води го више до Буквит. Добро. Во проект не вели. Мислам дека Ноелска на начали со добра програма ми треба да излезе, така? Кој да? А се надевам некој од тука ќе иде. Или горе еве го рамно. Ски центар. Значи самата Скопска Црна Гора, пошто како регија, да, како регија нуди многу можности. Значи прво имаме селски туризам, кој нели цел свет се бори за развивање на тоа. Ние имаме сите услови имаме. Дали тоа со инфраструктура може и тоа да се реши, али селскиот туризам треба да биде за овој крај значи разговор. Треба да биде на прво место. Потоа нели сточарството такво како што е, меѓутоа и земјоделците тука сега што добиваат субвенции, дали почнато од ВМРО-ДПМН, тие треба да бидат презадоволни за овој крај, зборам, затоа што се дигна на некој дел, се покажа. Тука има околу 50.000 хектари обработлива, кај што поголем дел се индивидуални земјоделци. И со помош на владава си добиваат субвенции и работа. Меѓутоа тоа мора да се прошири, зашто имаме капацитет и можност. А со тоа може да се направи една брана и тоа може да се реши. Значи сите ресурси ги има за да се искористи. Има тој проект е старо, Вањанска река. Да. Значи имаме ние што да се понуди. Викам ги зборат. Да, имаме Вањанска што да река се е понуди, уште меѓутоа не наоѓаме слух, дослух немаме од Јас, моje мислење, се извинам ќе те прекинам. Има толку потенцијал оваа општина, поготово ако си градоначелник и имаш визија, да почнеш само на првата година да урбанизираш, морам да донесеш планови. Врз основа на тоа ќе се продаде многу земјиште и вакви содржини вие како што кажувате ќе ги ставите на продажба. Ем ќе влезат пари во општината. Ем ќе имате плюс комунали, така наречено. Знаеме за- како иде тоа. Да, ама основа е тоа инаку гледа убавина, се е убаво, ама ако немаш парцела кој ќе дојде да купи? Едни букви ги направиме секој на разбрие, туристи. Ето интересно е. Значи не знам Значи, дали се малце сеќавате, треба- тогаш заедно разговаравме за Затоа ветерниците. мислете му од сега. Да, дали се сеќавате за ветерниците, тогаш разговаравме. Да, се сеќавам. Да. Чара. Значи За тоа негде е горе беше. Е, тоа, право кај што се гледа сега. Значи Да, тоа е нешто невидена работа кај што може од струјење, од обичен води, од ветер да се направи струја. Види, има и огромни програми преку ИПАР, преку Европска унија и така натака, само треба некој да сака да урбанизира, да се продава земјиште. Сега не знам колку има земјоделско целосно, дали е тоа приватно, дали е државно, не ги знам. Повеќето е Бројките приватно, го нема имаме, државно, приватно. Приватно е? Мал дел е Околу 30 државно, да. хектари има само државно. Ама, епа, тоа не е малку. Па Тоа е да, не е многу, ништо према. за да се види. Колку квадрати е оној дел онде? Не, Многу има, малце, има. а Значи има раздвижено. делови на едно место сега баш правевме. Мојот има 15 хектара кој некој сакаше тоа да го реши на друг начин. Меѓутоа тоа е во владение на државава, така да
И во тој поглед нели државата може заедно знае како треба. Ние направиме црква на тоа место и не може да го Да, има. Значи имаме ресурси, имаме се што треба, само треба тоа да се искористи. Владата е да носи политика, локалната власт треба да овозможи. проекти да донесе. Точно. Наравно. Точно. Добро, фала ви на сите луѓе што дојдовте, па да продолжиме. Се гледаме само за овој Продолжуваме.